здраво на сите и ајде нека ни е со среќа. Уште едно нема љутиш. Нели ние од ова место као нешто се обидуваме нон-стоп да ве релаксираме, насмееме и секако да упатиме и по некој коментар за се она што е актуелно кај нас. А има актуелности колку сакаш, со лопата да ги ринеш. Да бираш што да кажеш и затоа не смееш да молчиш, нели? Иако сега ние вака групно, како народ, умееме и тоа многу умееме да молчиме, а и да изтрпиме. Ама сепак бе, мора нешто и да кажеме. Не може да има само влез, мора малку и излез. Оти ние македонците имам такво чувство кога имаме можност се некако немаме храброст. Абе таман ке собереме храброст, оп, тогаш немаме можност. Не знам, да не кажам, кога имав со што, нема во што. Сега имам во што, ама немам со што. Ај кажи. Не знам до што е. Не знам, до школа и образование сигурно не е. Па повеќе дисперзирани студии никогаш немало. Би требало народот да е пописмен од порано, нели? Сходно на тоа. Па во време на социјализмот немаше толку благодарници колку што сега има диплом. Што значи? Писмени сме. Ама што вреди што сме писмени кога во најголем дел неписмени ни ја кројат судбината, а? Џабе диплома кога нема пари. Џабе студенти кога има се помалку квалитетни професори. Пракса нема, само теорија. Нема пракса, па после нема и пари. Па ќе нема. Кој нам ни е крив што наместо дома да чекаме сме биле помекици на стража, а? Добро, големи се, убави се, вкусни се. Ете, гледате, нам барем ни остана спомени. А ним, што им остана? Ништо. Само станови, ај, нешто кеш, па. Добро, и нешто на сметка. Да, ако е на државна сметка, уште подобро. Обично тие што најмногу имаат, најмалку даваат. Ама со ладно во деновиве, малку тука е подобро. Толку беше студено минативе денови, што почна и политичарите да ги ставаат рацете во своите џебови. Да се чудиш. Па после ми велат, ај ти зборувај што сакаш, ама кој е чесен, чесен си е. Не е лесно ти чесен човек така лесно да го превартиш. Не е лесно тоа велам. Ич не е лесно. Ама уште потешко е да најдеш чесен човек. И сега пак запнале, избори па избори. И што ќе се смени? Не знам, ја не сум против избори генерално, ама да знам дека нешто барем ќе се смени. И на подобро, не на полош. Имаше и такви нешта во минатото. И колку сакаш. А инаку избори, како избори, не се на измет, на одмет, мислам. Не. Што рекол Сталин во свое време. Ако совршено добро ги организираш изборите, нема ни потреба од гласање. Се знае. А ние тука сме силни, баш на тоа поле. Сталин го рекол тоа, ама ние во неколку наврати и го спроведовме. И некако ми се чини дека повеќе мажите навиваат за избори, да, повеќе мажи од колку жени. А мислам дека знам и зошто е така. Од една единствена причина мислам. Тие мажи што сакаат избори, знаат дека жените пак лошо ќе изберат. Зошто? Па затоа што да умееле жените да избираат, не би ги избрале нив. А вашиот избор се надевам во оваа време, денеска сме ние, па затоа ве повикувам да останете со нас и да видите што ќе можете да гледате и денес во Нема љутиш. А и од тој има по 8 опаши уши од 2 свиње. А у што ги вари? У джезве. Ја ушен пут ќе ти кажу, а ти ако сакаш запамти, ако сакаш не. За брак најважна е пажња. Вика, здорове, како успеа ти с полицајско плато да си купиш раскрсница? У затвори очи, жмури, зажмури, дреме и прежмива, нема разлика. Па кад се виду пред огледало, нека такој седу и си плачу. И не ми се смеете што плачу. Може и на вас да ви се деси. Супермен, детредем. Абе, ти си неписмен, детредем, а не Супермен. Добро бе, и ти не мора да збориш с мене сега. Ако толку не ти се збори, ја можу да отиду да збору и с други луѓе. Ти не знаеш ја колку привлечуи луѓе. Во животот промени многу работи. Ги менував и девојките.
се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто несмениви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Ама не ме нервирај. Ке те удару еден пut, све зуби ке ти ги искрш. Удари бе, може ти се, ама ќе си стал нови, порцелански. О, ти ке ставиш нове. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, па ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Преди овие празници, ставре, дома се утепамо, едејќи е мрсно, удрима на мрсно, мора више да се води ред. Доста време се стој дома, па дома, одвај надвор искочимо, он само дома збори. И ред да сме водили. Што да водимо ред? Да не сакаш да кажеш да едемо тој зелено, здрава исхрана. Бежи бре тамо, док не изедо ние пивтие жена што е сварила. Зелено не пипам. Тој не жвакав краве тамо. А колку тањира ти искочива? Мене ли? Ха, куде мене, ба се стојко нешто може да искочи само преко ВЦ. Друго, све е складирано у подрум. 60 комада. Што тањири, што тапчиња, што да идем? Па не ли е тој многу, бе, откуде ти заере за толку пивтија, бе? Мене откуде ми заере? Ха, па ја 2 свиње, бре, нели за клап од 200 кила. Бре, баце стојко, па само тоа су ти, бре, 8 ногчиња, 8 бутчиња и не знам сак да не рачунам опаши и уши башка. А и од тој ли има по 8 опаши уши од 2 свиње? А у што ги вари? Пуџезве. Види га, бре, ушто имаш толку зајре да се свари у казан? Мајко му, и ти, бре, донеси од некој инспекцију, па само ме прашуеш, ово, оној, ајде. Добро де, не се љути муабет си правимо. Муабет, знам ја како иде тие муабети, ајде, ти прашуеш, ја одговарам, ја да те прашам, може ли? Ај. Ти свари ли пивтие? Откуде ти тебе, бре, зајре, ба се стојко? Од голуби да не? Градски голубар. Не од голуби. И не сам ги ја варија, него жена си ги вари. И она си се снајде за зајребе. И имала некога пријателја у касапницу у град. Отиде тамо до душе прв дан, не могала да најде одма зајре. Снемало, тој се продало, ама замолило онога продавача да му дигне ноге за јутрето дан. И дигнае ли у ноге јутрето ден? Не јутрето ден, одново дигнае ноге. Тргнае на страну, како сакаш кажи, 2 ноге и 2 буткица. Много му дигнае 2 ноги и 2 буткица. Па тој малку зајре, бре, ба се стојко. И колку тањири ти искочива? 8, доста су, бе, ставре, бе. Абе, ја не смеем да јадам многу мрсно, бе. Многу ми се диза и ми рипа од мрсно. У тие години, бре, ба се стојко, па тебе ти рипа, ајде, бре. Абе, гледа ти кажу, ја за притисак ти збору и немој да си безобразан. И одма пада ти кажу, ја те разбра и прегескат збори за ноги и за буткице. Ета такој. Добро бе, шалу се, ба се стојко, нели смешка е шала, па ти, мајко му, не смее човек ништо да те праша. Него овој дека за жену ти за збори смо, може ли баре јаш овој да те прашам? За порано сакаше нешто дека нели викат појдесте тој у љубов, много ви беше убаво, па пројделе ви тој мерак и почнасте ли више да живите како сви нас други у брак, оној да се да видите. Гледа да ти кажу, Ставре, ти си човек од село, бе. Ти што разбираш ти од љубов, бе?
Ти разбираш само од земју и од стоку. Ајте, тако е да ти кажу. Бре. Ајде, море, демек саки искочи дека и ја не го сакам оној моју стоку дома. Ајде, бре, он знае што е љубов. Љубов у негову куќу. Ај, кажи ми, каква е тај љубов кој е вас дома? Љубов? Да. Многу лесно ќе ти објасна. Еве, пред некој ден, она отишла до ВЦ, злато мое, искаше од ВЦ и ми вика, Златце, не мој едно пола саат да улазаш у ВЦ. Тоа е љубов. Тој веќе мирише на љубов. Ја пајашен пут ќе ти кажу. И запамти, за брак најважна е пажња. Види, ја не викам дека пажња не е важна, ама има и друго, бе, другарче. Работа, паре. Абе, ти на мене ми викаш види, а ти не видиш. И слепо гледаш на работа. Не викам ја тој дека не е важно. Ама од искуство ти кажуј. Ако сакаш да си го спасиш брак, најважна е пажња. Пажња, па пажња. А друго, бе, Еве, например, пазарење, продавница, шетање, искачање, Абе, важно е тој, не викам дека не е важно, ама на крај па ништо, тој не важи. Не е важно. Ја јошен пут ќе ти кажу, а ти ако сакаш запамти, ако сакаш не. За брак најважна е пажња. Пажња, па пажња. Добра е, на што ти највише пазиш у брак? Пазу? Да не ме фати с другу. Па чувам сега брак, бе. Па сега И на другу раскрсницу, ако не се свиѓа, ова е приватна. Него, чек да ви кажу. Онај дан доаѓа еден познаваме од порано. Вика, Дорове, како успеа ти с полицајско плату да си купиш раскрсница? Види, локо е, не сам ја глуп. Прво, купија кило јауки, 10 денара. И после ги продаде, 20 денара. После тој па купи кило јауки, ама са 20 денара. Ама продаде ги за 40 денара. И тако и некој време купи продај, све док не умре баба ми и ми остави многу паре и јас си го купи раскрсницу. Локо е, сам глуп. Прежмива. Затвори очи, жмури или зажмури како полицајат спреман да затвори очи за илјадарче. Прежмива како сојка на меќаво на час по исторiju. Жмури како коњ у празно јасле, да ga кара татко му за единицу по исторiju. Дреме како ќуран на мотку, кај ќе го покаже ученичку книжку на полугодие с единицу по исторiju на татет. Споредба е збор. Именка, нормално женски род, и е противставување на едно с друго да се види разлике и заеднички црте. У затвори очи, жмури, зажмури, дреме и прежмива нема разлика. Има само заедничка црта, историја и единица по историја. Дреме како ќуран на мотку на радно место после испијану голему количину на алкохол. А кад треба да научи по исторiju кад почнаја други светски рат, стварно прежмива. Мајку му толку година напуни, а још би мисли иде натаму.
Дали го погоди или го утна. Промаши, што се вика. За разлика од њума, која никад не ме е промашила кад ме гаѓа с нешто. Никад. А ја па си мислам, она ли е тај? Не ли е. И стварно, нека да ви кажу, тешко го распознавам. Посебно кад се нашминка. Да. Сви тражим сродну душу. А ја по толку години си викам, слушајте, не мора да е сродна, барем нека е душа. И да слуша, бар помалку. Ама оно, јок бре, јок, повише збори него што слуша. А ја па више не знам кога повише да слушам. Слушам татета, морам, слушам маму, морам, слушам жену. Па на мене бе, што ги слушам, си уши су ми толики. Па кад се виду бре на огледало, нека такој седу и си плачу. И не ми се смеете што плачу. Може и на вас да ви се деси. Ако плачеш, не мора да значи дека си слаб, затоа што плаче ви дебели. Да. Едино што не може да се пожалуе дека не искача од кој. Не искача, нон-стоп е таму. И кога ќе застане пред фриждер, ја знам дека нема само да гледа. Не, ќе еде тај. Ама викам си, добра, штом ќе еде, ќе мора и да сготви нешто. Па и на мене ми се еде. Нели, сви сакав да едем. Адам изеа јабуку, оп, добија го ево. Снежана изела јабуку, оп, добила ga принца. А ми едесмо торту што го направила жена и сви, оп, добисмо пролив. Да даде бре Господ 8 март да му се падне на 30 февруари. Толку ми изнервирала, толку, што сам ќутаја 3 дана. Ако вуе, збор не сам му кажа. Како и уве. Тато, глеј, нашиот сам знак што ќе иде уз мене. Сега ќе го стави на Facebook. Супермен, детредем! Супермен, детредем! Абе, ти си неписмен, детредем, а не Супермен. Еве, дојде порука. Па си добија кеца на тестирање по македонски, бе. Не могуќе, бе, тато. Па ја ги учил на предпрашање што ни ги дадесва. Учи ги прашање унапред што ти ги дадесва. И научили ги прашање? Научи ги, бе, тато, како не сам ги научија? Научи е. А научили ги одговори на тие прашање унапред што ќе се падне? Одговори не сам. Па, ти си неписмен, тантарадан, Супермен. Убаво викам ја. Види колку убаво време, види. Виж? Има убави работе многу. Не само плате што не ги намалисва са глави криза. Намалисва не ги и клупе. Сак може да се гушкамо за време на пол. Де правимо си муабет, па ти какъв си. Па ти знаеш да не са ние муабети за паузу дека ќе се мрднемо на работа. Ама муабети су, баш бош муабети. Па што, може да су бош муабети, ама мене су ми интересни, ти кажу право. Па што има бе? За да ни проде време малце. Време? Ово не е време, ово е не време, бе, шефе. Види га бе какъв си, майко му бе. Мене кад ми се збори, тебе не ти се збори. Па да, тако е. Затоа кога ќе се вратиме на работу, ја мора да работу, а ти не мора ништо да работиш, шеф. Добро бе, и ти не мора да збориш с мене сега. Ако толку не ти се збори, ја можу да отиду да збору и с други људи. Ти не знаеш ја колко привлечуи људи. Он привлечуе људи. Магнет е мала сила да ти опишу колко ја може да привлечу будале. Чекај, ти овој нешто на мој рачун или? Не, никако. Одавна сам ја приметија дека од шефа не можеш да добиеш ништо. Можеш. Ако толку си запнаја да добиеш од шефа нешто, може да добиеш дисциплинско, например. Зашто? Зашто? Има много зашто, али еве овој случај, например, избегавање на дружење с предпоставено лице на јавно место, душевен бол и деградација на систематизација у фирм. Например.
Ја овој ништо не те разбра. Ако ми веруеш. Ама одамна се разбрае дека ви шефови, ако сакате да казните некога за нешто, ќе го казните. И готово. Готово. Јас стварно не знам ти што сакаш од мене. Што да сакаме од тебе? Сакам да престанеш да збориш и да уќутиш, да ме оставиш на миру да одмарам за време на пауз. Не те оставljam на миру. Не те оставljam бе на миру. Мира ми е сестра. И не те оставljam, не сам ти жена да те оставу. Ке збору и крај. Онов дека ќе збори крај, онај дома збори не престанува да збори. Не престануе. Па не престануе. И кад не престануе да збори, ти што го викаш? Исто како на тебе. Да заќути, да занеме. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри, на свој начин. Мислевте дека ќе ја заборавиме? Не, никако. За крајот чуваме сега. Рековме дека ќе проговориме за актуелните глупости, па секако нема да исклучиме сега легендарната изјава на министерката која парафразирано рече дека правиме план во случај на војна на НАТО со Русија да пратиме наши војници. Рече Славјанка и се прослави. Дека бе ние први како прле пред пуле мораме секогаш да се залетаме, а? Да, знам јас дека имаме ние обврски кон НАТО, ама првите обврски се кон сопствениот народ, нели? Зашто ако не, речено сторено, кажано возвратено. И тоа со безброј коментари по медиумите и социјалните мрежи, од кои јас ќе издвојам само неколку кои беа духовити. Еве, например, едниот упатуваше да им јавиме на русите, телефонски или било како, да прифатат да војуваме само дењи, бидејќи сите два хеликоптери што ги имаме не летаат во ноќни услови. Джентлменски, нели? И да ви кажам, среќа што тие русите се уште не успеале да не лоцираат на мапата, инаку би можели и тие своји авиони да ни пратат, да не даде Господ. Вториот реч. Внимавајте со заканите, бидејќи може Путин да ни го прати воениот оркестар на Русија кој е поброен од нашата армија. И тоа да не даде Господ. Ке не отепаат само со лоша музика. Ако не сме веќе доволно отепани и отапени, бидејќи кај нас се слуша се и сешто. Се и сешто. И затоа вие не слушајте се и сешто, туку секогаш слушајте си го срцето. Да. Освен ако келнерот не ви понуди добра пијачка. Тогаш за промена послушајте го келнерот. А нас гледајте не. И следниот викенд, тука ќе сме на ова исто место. До тогаш, чао на сите. За мене, ако сакаш да го съпнеш, брак. Да го съпреш, брак. Чекај, ти овој нешто на мој рачун или? Не, одамна сам ја прилет... Ајде. Не каја, бе, Абе, викав, стари људи, џабе седи, џабе не работи. Не бе, џабе работи, џабе не седи. И деградација на система. Добро. Од ова место ние, нели, вообичаено као нешто ве релаксираме, да ве. Дека на рачун на шефа ништо не може да добиеш.
Магаре мисли, бре, човек размишља. Не ли беше така? Да, магаре мисли. Човек размишља. Не мора ако плачеш да значи дека си слаб, затоа што плачеш. Смеј се. Види го, бе. Он па све, те такој некако, како што не треба. Толку години напуни и још не ми иде снимање. А ти не мора да работиш затоа што си шеф. Ши, мајко. Не ми иде нешто. После како беше? Ма нема бе. Нели, вообичаен не